Бидејќи се уште е јануар месец и се уште е зима, па знаеме дека потоа оди февруар месец, во март веќе почнуваат подготовките за уредување на градините. Сега ќе видите добри совети за оние што се уште немаат формирано градина, а сакаат да формираат. Па затоа погледнете ги следниве совети. Од внатрешноста на домот, вашиот поглед на светот ќе биде наедно и поглед на градината. Ако таа служи само за гледање, а такви се малку, би требало да се уреди. На изгледот на самата градина придонесува правилното омеѓување, доброто поплочување, клупите, скулптурите, садовите за растенија. Меѓутоа, без цвеќе, украсни растенија, тревници и зеленило, градината не би била тоа што е. Може би моментно не сте во ситуација или немате доволно пари за уредување на раскошна градина и може би сте задоволни само со терасата и парчето поплочен простор. Но сите потајно сакаме нешто поубаво, може би малку поголемо и помирно. Сите бараме некое свое катче, свој мир и опуштање во природа. Па зошто да немате природата во сопствениот дом и градината? Да се бележи развојот и растењето на градината за секој креатор на градинарски простор представува не само задоволство, туку и корисно искуство. За градината целосно да ја одрази идејата на својот автор, треба внимателно и промислено да и се пристапи уште на самиот почеток. Градина со едноставни линии и природен тек со леснотија предизвикува привлечен впечаток на опуштеност и може да действува како да не е обликувана, иако најчесто настанала врз основа на мощне внимателно планирање. Кај планирањето на градината треба да се примени начелото на обликување и да се избираат, одгледуваат и негуваат растенија на кои климата, обкружувањето и положбата на градината им одговараат. Украсни дрвја, украсни грмушки, ползавци, едногодишни и двегодишни растенија, лучнички растенија, кактуси, водени растенија. Се може да се комбинира и да се користи во уредувањето на градината. Само треба да се води грижа за боите и формите, времето на цутење и сето тоа заедно да се хармонизира. Каменарите и песочните површини на секоја градина ќе ја дадат додатна природна пријатност, а ако користите и растенија за каменари или алпски растенија, вашите камени стрмнини, камени гредички, песочни и поплочени гредички со правилен избор на материјалот и растенијата ќе засветлат во полн сјај. Водените градини и обликувањето на водени површини бараат малку повеќе креативност и волја, но благодарение на гумираните материјали, ПВЦ материјалите, поставувањето и обликувањето на рибници и езерца е можно да се изведе во еден ден. Градините во садови или тегли на балкон или прозорец со правилен избор на садовите, било подни или висечки, лесно ги привлекуваат погледите и се посебно изразни, а едноставни и лесни за одржување. Балконите и покривните градини се посебен предизвик. Садењето на балкон и садењето во покривни градини бараат високо квалитетна хидроизолација на балконот или покривот, а освен тоа мора да се внимава и на севкупната тежина на градината, за да не се наруши статистиката на објектот на кој таа се наоѓа. Градинарството во затворен простор нуди можност за украсување на некој ентериер со собни растенија. Со нивна помош може да се нагласи собниот мебел или одреден дел од просторијата. Можат да се креираат различни облици и на вашиот животен простор може да се придонесе со сосема нов начин на уредување на ентериерот. Растенијата можат да се садат поединечно, во различни форми, со различни листови, бои и мириси. Се надевам дека овој прилог им помогна на сите оние што сакаат да формираат нови градини во пролетта која следи. А сега да ја видиме и сталната наша рубрика Растенија за нашата градина и кое растение ќе биде во оваа емисија. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.